месец март е предпознатлив по мартинките кои што се носат од страна на многумина во нашата земја, но исто така оваа традиција се почитува и во соседните земји како што се Бугарија, Грција, Србија и многу други. Се верува на некој начин дека самата мартинка символизира среќа. Од каде потекнува оваа традиција, нешто повеќе за самата историја и како се изработуваат самите мартинки? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојот денешен гостин, господин Владимир, кој е водеч во Музеот на Македонија. Да му посакаме добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Ви благодарам многу што не излеговте во пресред да говориме на тема која што верувам дека ќе биде интересна за нашите гледачи со оглед на тоа дека е традиција која што се практикува долго време, долги години. На самиот почеток, што е на кое што треба да го знаеме за самата историја на мартинките? Од кога датираат истите? Значи, прецизна датација за обичајот мартинки не постои. Значи, се верува дека архаичен обичај на овие простори го слават, нели, како што спомна повеќе народи, македонците, бугарите, србите, манците, па дури во Молдавија. Значи, секаде со мални примеси се значи, слави различно, но обично со тоа се дочекува пролета и се стават значи, на првиот ден од март. Обично се прави два конца, бел и црвен. Двата бои имат, значи, како што кажа, значење, значи црвената е крвта и животот, белата е чистотата и среќата, се стават нели за среќа, да имат плодна година. Со тоа исто така се отпратува зимата, со надежда дека ќе дојде пролета, бидејќи во минатото постоеле само значи два вида на времења. Зима, која представувала смртта, нели која ништо не живее, и летото кога доаѓа нели животот, а предвесници значи на летото е пролета, и затоа бил важен за луѓето бидејќи почна значи природата да разеленува, почна животните да се будат, почнат луѓето значи да работат на село и бил многу важен и значаен празник во минатото бидејќи завршува еден тежок период од годината. Која е она главна традиција, односно верување со самите мартинки, освен тоа што напоменавме дека символизираат среќа, се носат одреден период во месец март и потоа што се случува? Значи имате различни обичаи. Обично се гледа се напред мартинките, значи вечерта пред значи празникот на 1 март. Обично се гледа да бидат направени пред изгреј сонце. Народното верување, ако не се направат пред изгреј сонце, деме како што се вплетуваат самите мартинки на самите луѓе кога ќе одат на поле, ќе им се вплетуваат змиите. Но тоа може и да биде символично, значи вакво значење со вплетување на змиите, можеби самото народно значење на змијата во еден дел се мисли вметување на различни лоши дела, или на пример еве како војна или избегнување на војна, избегнување на лоши дела, значи не само како самите змии, така што некаде значи се прават многу рано навечер. Потоа во некои места, значи мислам дека беше во Пијанец, гледа да не се види мартинката само на сонце, бидејќи ако се видела на сонце ќе имало значи повторно некоја лоша година, уроци и значи лоша среќа. Многумина веруваат дека најпрво доколку видат штрк или ластовица, дека треба да замислат желба и таа мартинка да се закачи на некое дрво или пак на под камен да се стави истата. Дали е ова точно? Има значи различни варијации на тема како што спомнате, значи или да се скрие некаде мартинката или пак да се закачи на некое дрво, значи тоа се слично значи со прославите на Ѓурѓенден и Иванден, значи повторно повикување на пролета и поврзување со природата со кои луѓето биле нели порано повеќе поврзани. Исто така има и обичај фрлање во вода за да тече значи животот и среќата брзо како реката, или пак да се скрие самата мартинка некој да не направи лошо, бидејќи во минатото верувале многу во магии, со верга и се верувало дека нели повторно како што кажете ако се остане некој јавно место или некој друг ја види таа мартинка може да се направи некоја лоша магија и понекогаш се практикувало нели да се фрли во вода и како што речен скриење на тајни места под камен. Овие верувања дали се разликуваат од градски средини до рурални или пак од држава до држава, бидејќи напоменавме дека ова се практикува во Бугарија, во Молдавија, во Романија, во Грција, во Србија? Значи има различни значи толкувања на ова, иако не знам дали знаете, едно време тотално исчезнаа мартинките, сега се значи заштитени како културно наследство од особено значење и повторно гледате се хит, обично кај најмладите. Така што значи повеќе било мислам застапено на времето во село. Се разбира градот е поотворен систем кој што прифаќа нели различни други како што гледаме нели култури и значи обичаи. Така што најбрзо можеби ќе исчезнат во градот, но остануваат во селото, но сега гледате имаме како еден вид комбек или враќање, значи на нивната популарност може да ги купите нели во Камаркет.
Токму тоа сакав и да го напоменам, на некој начин со самото поминување на времето се разликуваат, се додаваат некои циркони на самата мартинка, некои привезоци дополнителни, не е оној класичен изглед како што беше многу порано. Значи, луѓето секогаш менуваат и сакаат да се украсуваат и се разбира дека ќе го сменат, значи, мотивот на самата мартинка. Претпоставам дека ги прават, нели, ради различен украс или да бидат поубави. Гледате, значи, се губи таа традиција да се направат сами самостојно, а полесно да се купат, нели, од продавница. Значи, хир на луѓето кои се малце можеби помрзливи и не го прават, значи, обичаат дома, туку си купува само мартинки за среќа од продавница, што е полесно. Ве благодарам многу за одвоеното време утрина. Што ви благодарам што ме поканевте и бидам гостин на вашата емисија.